Актуелни градоначалници, пратеници, бизнисмени, вработени во јавни институции, се дел од кандидатите за градоначалник во општините од Југоистокот, кои денес ја почнаа кампањата за освојување на довербата на гласачите од 10 општини во овој дел на државата. Со непосредни контакти, малски средби, обраќања преку медиуми и социјалните мрежи, почнаа да ги презентираат своите програми во кои нудат проекти за развиење и просперитет на општина и подобро утре на граѓаните. Најмногу претенденти за градоначалник има во Гевгелија, дури 5 кандидати. Во Радовиш 4, Струмица, Богданци, Дојран и Конче по тројца кандидати, додека во општините Валандово, Босилово, Василево и Новосело се очекува градоначалник да биде избран уште во првиот изборен круг, бидејќи таму се по 20 кандидати. Во општините Гевгелија, Радовиш и Богданци на овие избори има и независни кандидати за градоначалник, но и независни листи за советници. Во Струмичките пак општини своји советнички листи имаат и активистите против изградба на рудници. Освен независните и коалициите на СДСМ и ВМРО ДПМН, на престојните локални избори во општините од Југоистокот, во трка за градоначалник и советници, своји кандидати имаат и коалицијата на ЛДП и ДОМ, Интегра, Единствена Македонија, Подем, Левица и партиите на турците.